Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е Драган Малиновски, поранешен член на Антикорупцијската комисија. Повод за разговорот се последните оставки во Антикорупцијската комисија. Господине Малиновски, колку е загрижувачко и апсурдно за една држава која има висок степен на корупција, кога во институцијата која е најповикана да се бори против корупцијата, ќе се открие дека имало злоупотреби на пари? Да, се сложувам со вас дека е загрижувачко. Што е тука најзагрижувачко? Најзагрижувачко е сознанието дека за борбата против корупцијата била доверена на луѓе кои имале склоност и самите да се однесуваат несоодветно на позицијата. Тоа е на некој начин индикатор дека таа комисија не била посветена на задачите за кои била конституирана и задолжена согласно законот, туку едноставно своите функции ги подредувала на некои други цели. Што ќе се случува понатаму со ова тело и дали треба да се смени моделот на избор на членовите на комисијата за да се обезбеди департизација, зашто најмногу и се забележуваше на комисијата, што ја правеше неефикасна и невидлива? Првиот чекор што би требало да се направи е да се изберат нови членови, да се пополнат местата на овие што поднесоа оставки. Меѓутоа треба да се има предвид дека пополнувањето ќе оди само за период да се доработи нивниот мандат. Мислам дека станува збор за година и нешто, колку ќе треба новоизбраните да доработат. Значи толку ќе биде нивниот мандат. Тоа е малку, можеби не е некоја идеална околност за да се ангажираат или да се прифатат на таа функција луѓе кои навистина би сакале нешто на подолг период да направат. Меѓутоа што е тука мора да се пополни. Дали председателот на комисијата треба да биде од редовите на опозицијата, како што имаше предлози? Видете, дали ќе биде по предлог на позицијата или на опозицијата, мислам дека е помалку важно прашање. За мене поважно е да биде поставен човек кој нема да седне на тоа столче таму со партиски дрес. Едноставно ни треба човек кој ќе има авторитет во јавноста, кој ќе има свое минато во биографијата, кој ќе биде со интегритет и кој ќе има капацитет да одолее на притисоците кои вообичаено се вршат на таа позиција. И ќе биде резистентен на сите тие притисоци. Значи, помалку е важно по чии предлог ќе биде. Еве нека биде и по предлог на опозицијата, меѓутоа повторно тој човек мора да ги задоволува тие квалификативи. Како го толкувате тоа што известен период ќе има комисија со привремен состав, ќе има ли тоа никакви последици? Дефинитивно тоа не е посакувана опција и мислам дека тоа дополнително ќе не симне на скалилото на земји според своите перформанси како се справуваме со корупцијата, бидејќи постоењето на ова тело представува наша обврска и кон меѓународната заедница за исполнување одредени стандарди, така да ова секако ќе биде забележано некаде и ќе биде дополнителен минус на нашето конто. Дали освен морална разгрешница, овој случај треба да има и правна разврска со оглед дека несанкционирањето на злоупотребите остава слободен простор за други корумптивни дејства? Се разбира, значи не само во овој случај, туку секаде каде што ќе имаме поднесени оставки врз основа со објаснување морални причини, здравствени причини или било како, не треба да се остане на тоа, секако треба да се истражат вистинските причини за проблемот кој настанал. Ако во него има елементи кои подразбираат и одредено казнено гонење, секако тоа мора да се преземе. Во последниот извештај Македонија годинава е се 17 места подолу во однос на индексот за перцепција на корупцијата. Што е причина што нема резултати во борбата против корупцијата и од каде да се почне? Никако да се одглавиме ние од кога велиме заробена држава. Тоа не е, значи, од вчера или завчера, подолго време Република Македонија е заробена држава
и се има проблем во функционалноста на институциите. Значи, ние сме сведоци да живееме во време каде одлуките не се носат онаму каде што треба да се носат, ако е тоа законодавен дом, пратениците одлучуваат, ако е, значи се носат на некои други места и политичките договарања надвор од институциите ги на некој начин узурпираат вистинските места на одлучување. Што сакам да кажам? Треба да се научиме да живееме, да го почитуваме правниот систем, да почитуваме поделбата на власта, да го почитуваме интегритетот на институциите и да работиме на нивно јакнење и сето резултатите сами ќе дојдат по себе. Имавме случај со последните одлуки на Советот на јавни обвинители кои беа критикувани и од странски амбасадори кои укажаа дека станува збор за конфликт на интереси и непотизам. Антикорупцијската комисија имаше отворено постапки за двата случаи, но каков епилог може да се очекува сега со оглед дека комисијата нема членови и испразнето и претседателското место? Па добро, веројатно новиот состав ќе треба да го тој предмет што велите дека е отворен да си го заврши и да види дали има во дадена ситуација судирни интереси. Ако има, треба да се донесе одлука и таа да е во јавноста да биде објавена. Ви сте член на Комисијата за ревизија на проектот Скопје 2014. Во јавноста имаше информации за тоа колку пари се злоупотребени со овој проект. Дали ревизијата ги потврди како вистинити овие наоди? Поднесовте ли извештај и имаше ли реакција од институциите? Ние бевме фокусирани во делот на спомениците, поставувањето, изработката, проектирањето и така натака. И тука дојдовме до фрапантни податоци во поглед на начинот и димензиите како се злоупотребувале и овластувањето на институциите и буџетот и така натака. Значи тоа беше сублимирано во еден наш финален извештај. Извештајот беше доставен, мислам, 2014 и до јавното обвинителство. Меѓутоа, тој случај сега, според мои сознанија, е во надлежност на специјалното јавно обвинителство. Дали и кога ќе биде испорачан пред судовите и кога ќе имаме јавна обвинителска одлука, јас не можам да знам. Меѓутоа, мислам дека ако тој предмет или тој случај не доживее свое финале низ судските постапки, верувајте дека ние дефинитивно ќе се легитимираме како земја која не е способна да се справи со високо профилирана корупција. Вие, кога нема да се справите со високо профилирана корупција, во тој случај секогаш ќе имате проблем со оцените кои ги добивате. Очекувате ли високи функционери да одговараат за злоупотреби на власта и како го коментирате тоа што јавноста се уште чека резултати од работата на специјалното јавно обвинителство? Дали очекувам, се надевам и посакувам да има разрешница и за високите функционери, а дали тоа ќе се случи, ќе зависи од тоа колку ќе бидеме подготвени да ги ослободиме институциите од влијанијата, од сите можни влијанија, пред се на високата политика, на бизнис секторот, поединечни или било како сакате. Значи, притисоците се навистина големи врз сите институции кои и врз јавното обвинителство и врз судот. Ако тие не бидат ослободени, јас се сомневам дека ќе имаме вистинска разрешница, збориме за пресуди кои ќе базираат на фактите и на законот. Ако корупцијата е антипод на владењето на правото, каква е вашата оценка за владењето на правото? Владењето на правото во Република Македонија, ако сака некој од страна да види како кај нас се применува правото, правниот поредок или слично, ја би го упатил да ги погледне само случувањата кои беа со еден бизарен настан со полицајката, пајакот и така натака. Мислам дека тој може да представува еден вид лакмус за тоа каде е Македонија во делот на правниот поредок, владењето на правото, институциите и така натака. Значи, мислам дека преку тој пример ние на некој начин ги ставаме пред очите на јавноста сите негативности на системот, како еден најобичен случај
кој треба да се реши за 5 минути, добива димензии онакви како што доби. Значи, тоа упатува и на немање на ефикасни институции, тоа упатува на силни влијанија врз институциите, тоа значи блокирање на имплементација на законите и така натака. Ви благодарам на разговорот. Молам. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.